Утрото е најважниот дел од денот. Утринското кафе е првиот ритуал. Првата најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на lider.mk. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски, единствената сериозна емисија во радио етерот која секое утро се бави со актуелните политички и економски теми. Знам дека можеби во јавноста во овој момент многу повеќе сте потресени за некои други работи кои ние од достоинство не ни доликува да ги коментираме. Ова утро ќе разговараме за она што најмногу ја тишти Македонија во овој момент, а тоа Ивица е нормално економијата. Точно. Значи, денес ќе имаме гостин со кој ще продолжуваме да зборуваме на темата пропадната еврообврзница, импликациите од пропадната еврообврзницата, но и за една цела серија теми од областа на економијата и поврзано со работиви кои што се од интерес на јавноста, како што е оваа ситуација со Фондот за здравство, што невозможува многу семејства да дојат до елементарен приход. Љупчо. Добро утро за нашиот гостин, поранешниот министер за финансии Кирил Миновски. Човек кој е Ивица најповикан за овие прашања. Беше најповикан кога беше министер, а сега најдобро ги знае нели работи. Да бидам искрен, сега ми е криво, мора да ти кажам. Со Кире највеќе сакам да правам муабети за теми поврзани со да речеме актуелниот момент во светот, геополитиката, историјата и така натаму. И сега ќе зборуваме за тема поврзана со неговата експертиза економијата, за која што па и немалку зборуваме вака кога сме заедно, да бидам искрен. Ви благодарам за поканата, навистина се чувствувам убаво во студиото и се надевам дека ќе им бидеме интересни на слушателите. Миновски, во 2016 година, кога вие сте министер за финансии, Министерството за финансии издава еврообврзница. Колку беше тогаш, Ивица? 400 милиони, ако не 450 милиони. 450 милиони евра. Тогаш имаше протести во Македонија. Вашиот заменик тогашен Кирен Алмов пишуваше мејлови до инвеститорите да не ја купуваат таа обврзница. Имаше една плејада на настани. И не само тоа, туку на врвот на целата таа постапка, ако добро се сеќам, сегашната владеачка партија СДСМ ви поднесе кривична пријава. Да, Што се случи во меѓувреме? Па, во тој временски период на некој начин се создаде една атмосфера во јавноста дека висината на јавниот долг е преголема, а во тој временски период со издавањето на таа евроврзница висината на јавниот долг беше околу 47%. Со тие 450 милиони. Со тие 450 милиони, а денеска имаме иако е повлечена, нели, последно издадената евроврзница, имаме јавен долг кој што со новата емисија која што ќе биде на евроврзницата би изнесувал некаде 63%, а се предвидува дека до крајот на годината ќе имаме јавен долг од 65%. Ма чекај се, Кири, во тој период, извини вака што ти влегувам веднаш, во тој период се сеќам не можеше човек да отиде кај пријатели на гости без некој да хистеризира како власта ги задолжила нашите внуци, правнуци, што ќе прави. Миневски, многу е важно да им објасниме на граѓаните што значи тоа 65%. Тоа значи 65% од бруто домашниот производ. Да. Во Македонија бруто домашниот производ негде околу 13 околу милиарди. 13 милиарди евра, тоа значи дека висината на долгот би изнесувала 65% од 30 милиарди евра. Тоа се од 13 милиарди евра, тоа се негде 8,5 милиарди евра. Огромна. Околу 8,3. Во апсолутен износ околу 8,3 милиарди евра би бил. За подсетување, буџетот на државата, она што цела држава го троши, оној кој ги враќа парите, нели, државата е негде 4 до 5 милиони евра. 4 милиарди. 4 милиарди евра годишно. Значи ние треба 2 години динар да не видиме од буџетот за да може да го вратиме
Да. јавниот долг. Сега малку да објаснам, значи прво таа една хиперсензибилизирана јавност во која што имавме ние, нели, се сеќавам, имаше некаков калкулатор на долг на Ману, Лјупшо, кај е калкулаторот на Ману? Ја го проверив и Ману го затвориле калкулаторот. Кога? Не знам го. Па мислам дека откако СДСМ дојде на власт, но Што калкулатор? Коцарев ти е тебе близок пријател Ивица, Да. така што ти може да му кажеш. Не ми е пријател, јас го почитувам него. Значи, прво, разликата во годините невозможува да речеме пријателство, да. Имам контакт со него, многу го почитувам човекот, ќе го прашаме бе, што се случи со калкулаторот и Некако да го возобноват. Кире, вака во светов има политички сензитивен калкулатор што запира кога една партија доаѓа на власт или ова е некоја наша иновација? Па, не знам, ја најверојатно постојат некои калкулатори на јавен долг, меѓутоа тогаш беше тој многу актуализиран, посебно во јавноста и во економските редакции на дел од медиумите. Сега во однос на постапката, со оглед тега тогаш беше оспорена и постапката, откако беше направена успешна аукција, сакам да кажам дека постапката и сега е идентична со тоа што во согласно со Министерството за правда, во постапката Министерството за финансија ја спроведува аукцијата и по одреден временски период Министерот за правда ја подпишува Колку е тој евроврзницата. одреден временски период? Па од прилика мислам дека е неколку дена, до недела дена е. Нешки, вие прашањето тогаш е- имавте сериозна политичка состојба, имаше шарена револуција, Да. дестабилизација, најава за избори, најави од вашиот тогашен заменик, дополнителен министер. Па тука исто малку ви ме прекинал, се извинувам. Во тој временски период кога се испраќаа писмата, заврши периодот на техничка влада, така да господинот Кире Наумов не беше дополнителен Не беше, не да. беше. Но од позиција на човек кој се занимава Да. со економијата во СДСМ ги испраќаше тие писма, за кои инвеститорите се чудеа тогаш, се сеќавам, беа изненадени. Со колка камата тогаш земавте кредит? Па тогаш беше каматната И покрај ова лоша тоа што се состојба вика во купонска земјата. камата беше околу 5,6, иако самите писма придонесоа за зголемување на каматната стапка од најмалку 1%. Ние очекувавме дека таа евроврзница ќе издадеме некаде со каматна стапка под 4%, така да сега. сето тоа влијаеше. Миневски, Колку е тоа вие, апсолутни само пари? секунда, Ивица, вие во тие најсензибилизирани моменти, во најлоши моменти за државата кои беа, во тоа украинско сценарио кое се случуваше во Македонија, така се нарекуваше по светските медиуми, затоа што сликите кои 2014 ги гледавме во Киев, 2016 ги гледавме во Скопје. Во таа меѓународно најлоша ситуација, вие успеавте да обезбедите 1% подобра камата од таа што владата ја обезбеди денес со емитувањето на последната еврообврзница. Да, со тоа што нашата камата се однесуваше на временски период од 7 години, а сега е за пократок временски период, значи ова беше евроврзница издадена за временски период од 5 години. Така Што да значи скоро двојно подобра камата сте обезбели. тоа беа исклучително тешки околности, постоеше навистина една лоша политичка атмосфера и мислам дека се креираат дополнително непотребни тензии кои што на крај на долг рок креираат едно негативно досие за Република Македонија. Кире, ај вака, значи, колку пари ги чинеа нас, нашите деца и внуци, писмата на Кире Наумов? Па Ај, ја вака мислам сега дека ќе околу ставам. 20 на милиони евра, сигурно. 20 милиони Да. евра. И тие писма беа со меморандум на политичка партија, така? Да. Горе, кај што пишува, да, Да. и во содржината велеше, Па сега не би навлегувал во содржината на тие писма, меѓутоа генерално се повикува инвеститорите да не се купува евроврзницата. не знае зашо ова те прашам. Ова те прашам од една многу проста причина. Значи, кога пукна ова со еврообврзницата, во еден момент бевме во бунило. Ја како суетен иако сме најмалку суетните на сцена, морам да кажам дека Радио Лидер прв објави дека пропадна еврообврзницата и за неколку минути би ни беше тоа потврдено од Министерството за финансии. Меѓутоа, се сеќам во тој Минатата период недела. пред да објавиме, меѓу другите кои што јас ги консултирав, беше и ти. Значи, тебе никој не ти спори
во моментов дека си дел, да речеме, тој кругот поврзан со опозицијата, еве така да го наречам, кругот, не би рекол раководството. Твојот прв одговор беше полека, ова е сериозна работа, не се истрчувате, испитајте ги сите детали, не треба државата да турне во неизвестност. Зошто кажам ова? Не само ти. Вака реагираше слободно, ќе кажем, професорот Трајко Славевски кој го барав, буквално истиот речник. Потоа кого уште баравме? Маја Војновиќ ја баравме, кого уште баравме? Не е битно, баравме други што сега не треба да ги кажеме. Баравме и вработени во Министерството за финансии кои порано работеле на оваа тематика. Баравме академици, баравме универзитетски професори. Затоа што сепак колку и да сме образовани во делот на економијата, кога доаѓаат вакви теми, ние имаме многу нејасноти. Што значи таа обврзница, како изгледа, како се издава и така натаму. Знаеме што е обврзница, но не ја знаеме процедурата. Не, само ти кажам, фрапантното мене ми е, еве се, например, ти пројдени сито и решето што нели во тој период, дури завршена политичка партија, сега владеачката и поднесуваше кривична пријава. Кога разбра за веста, твојот прв инстинкт беше чекај да заштитиме државата полека. Зошто еве во тој момент не се одмазди, условно кажано, туку напротив мислеше на овие работи. Ме интересира вака што е, кој ти е светогледот за разлика од други. Види, сепак ние живееме во Македонија. Значи ние мора да водиме сметка за генерално за она што е меѓународен финансиски кредибилитет на државата. Заради тоа што сите овие на некој начин турбуленции кои што се ствараат, како сега во овој случај што го имаме случајот со непотпишувањето на евроврзница, со тоа аукцијата станува неуспешна, ќе влијаат на начин што на следната аукција инвеститорите ќе сакаат дополнително да го намалат ризикот со тоа што ќе платат некое реосигурување и тоа ќе зголеми каматната стапка која што повторно ќе ја платат граѓаните. Се слушна во јавноста дека тоа немало да биде многу големо зголемување на каматната стапка, еве нека биде 0,5%, тоа е пак некој износ од 3-4 милиони евра кои што граѓаните ќе треба да го платат на износ на камати. Меѓутоа гледаме дека ние како држава се соочуваме со елементарен недостаток на средства, имавме случаи со лекови, кај што трагични судбини, повторно сме сведоци на трагични судбини, имаме недостаток на финансиски средства во многу области, од една страна не водиме сметка за некои работи каде што навистина можеме да заштедиме некакви финансиски средства, заради тоа што државниот буџет се полни од граѓаните, од компаниите кои што функционираат во државата, така да треба да се однесуваме одговорно, заради тоа што изјави на поранешни министри или на политички партии кои што се во опозиција може да го нарушат нормално меѓународниот кредибилитет при издавањето на евроврзници да ја зголемуваат каматната стапка. Тоа е општо позната работа. Значи твое гледиште и тогаш и сега е да се заштити кредитниот рейтинг на државата. Да се спаси тоа што може да се спаси, така да кажам. Апсолутно. Сега, ај околу постапката уште еднашка. Има едно соопштение од Министерството за финансии дека на 8 февруари е издадена еврообврзницата. И потоа второ е кога пукна целата работа на 15 дека целата работа пропадна. Прашањето што се поставува има две толкувања. Едно толкување вели дека Министерството за правда морал дента кога стигаат парите да го подпишат тоа. Другото толкување вели дека сепак имало некој простор. Не, затоа што тој е разрешен на 13. Постои да кажеме временски период помеѓу процесот на издавањето. Добро. Значи тоа е моментот кога се врши аукцијата, се врши издавање на обврзницата и моментот во кој и временскиот интервал во кој што преку подписот на Министерот за правда де факто се потврдува успешно спроведената аукција. Во овој случај ние имаме евроврзницата е успешно издадена, меѓутоа доаѓа момент кога треба да ја подпише Министерот за правда, Министерот за правда не ја подпишува веќе спроведената аукција и со тоа пропаѓа евроврзница. Постапката беше иста минатата. Постапката беше идентична, меѓутоа сега никој не ја спори постапката, тоа е разликата. Значи разликата е во едноставно во пристапот кон работите и во начинот на однесување. Нашата цел не е да правиме штета на државата, туку да бидеме
конструктивни онамо каде што може. Заради тоа што во крајна линија од тој буџет од тие средства ќе се полни буџетот, ќе се покрива дефицитот, ќе се покрива и ќе се задоволуваат оние јавни функции кои што се неопходни за граѓаните. Од тие средства се обезбедуваат средства и за образование, и за здравство, и за се она што значи нормално функционирање на државата. Миновски, каде беше утката во процедурата и зошто оваа обврзница не помина? Значи, говориме за нешто што се случило во меѓувреме, а тоа е дека министерот за правда Тупанчевски не ја подпишал, а не се знае ни дали можел да ја подпише затоа што веќе бил разрешен кога стигнала на маса. Тоа се некои недоумици кои јавноста се уште ги има. Да им објасниме на слушателите. Зошто министерот за правда воопшто да подпишува една ваква обврзница, односно задолжување? Зарем не е тоа работа на министерот за финанси, министерот за економија, за... Не, еврообврзниците издава владата. И од тој аспект, во тој процес учествуваат Министерството за финанси и Министерството за правда. Постапката, во поглед на постапката, нема пропуст, не постои направен пропуст во овој временски период, меѓутоа проблем е што најверојатно не се добро искоординирани или не знам од кои причини министерот за правда не сакал да ја подпише еврообврзницата. Дали тој сметал дека нема мандат да ја подпишува заради тоа што во моментов се прави реконструкција, не ми се познати во целост причините. Меѓутоа, Не те не интересира на крај. не сакам ни да навлегувам. Едноставно постапката е идентична. Во случајот на издавањето на сите претходни 9 еврообврзници се запазила истата постапка, на исти начин се спроведува постапката. Причините заради кои што министерот за правда одлучува да не ја подпише, не ми се познати. Не ја подпишува Тупанчевски. Каматата која имаме е 6,50 за 1,5% од вашата еврообврзница. Вашата еврообврзница беше на колку години? На 7 години. Рочност од 7 години. Значи, вие за 7 години сте имале 5,5%, така? Таа беше 450 милиарди. А Добро. сегашната е 6. Плюс 5,5%, значи вие ќе сте вратиле само секунда 450 плюс 5,5% еднакво, значи се зимаат 450, годишно се враќаат плюс уште 24,75, значи 24,75 помножено со колку години уште еднаш? 7 години. Помножено со 7 години е 137 плюс 450, значи генерално се зимаат 450, се враќаат 620 вкупно во целиот тој период. За разлика од сега, каде што се враќаат плюс 150 милиони евра за само 5 години. Да, меѓутоа сакам да кажам дека имаше една информација дека новата еврообврзница се издава за враќање на стари долгови. Значи постои дискрепанца, значи претходната еврообврзница издадена на 450 милиони, а сега се задолжуваме со 600 милиони. Освен тоа, во моментот... А каматата годишно се сервисира? Да, во моментот кога ние 2017 година, значи кога настана смена на власта, купно од таа еврообврзница беа оставени на сметките 250 милиони евра, така да не се тоа стари долг. Пари кои вие полека, не се потрошени од претходната. Ти како министер на страхов владата на режимот и така натаму, така неодговорно сите тие работи, 250 милиона евра му остави на Саев и неговата влада, и на Тевдус. Да. Да. Тоа е износот на финансиски средства кои што им беше оставена на новата влада. Значи така да тие има доволно финансиски средства за функционирање. За локални избори 2017. Да, па не добро, имаше сега тука изблици на трошење на пари, имаше на прилично така не интелигентен начин. Миновски, Не, споредено со Србија, Србија гледам 5 годишниот бил 6,25%, 10 годишниот 6,50%. Зошто е таа дискрепанца меѓу 5 годишниот во каматата? Па, Српскиот бонд има 750 милиона и издале со 6,25, тоа е во јануари, а милиарда за 6,5. 10 годишна милиарда. мислам дека има издадено дека Ама доларски доларски имаат издадено. Да, Кога се издава во долари,
во тој случај треба да се направи хеджинг или постои оној валутен ризик Да. во случај на зголемување на вредноста на доларот да треба да се И плати свапот повеќе. И ние Да. имавме можности да издадеме доларска обврзница. Македонија има и други можности, може да излезе и на други финансиски пазари, на пример да секоја година да дел од евроврзниците ги издава и во фунти да влезе и на тој пазар. И со тоа да прибира определени средства и таму постојат определени критериуми на кој начин може да се биде присутен. Добро е понекогаш да се биде присутен на тие пазари да се обезбедува дополнителна ликвидност, меѓутоа треба државата да се заштити од валутните евентуални Минуски, проблеми. дискрапанцата во вашата камата и оваа камата е цел 1%. Од владата тука со тие луѓе што разговарав се вадеа дека станувало збор за украинската криза и затоа станале парите поскапи. Тоа е нивното нели објаснување. Тоа негде можеби и да држи вода. Но зошто овој пат на тоа јавно надавање имаме волку по неповолна камата? Ова се десетици милиони евра повеќе ќе треба да дадат да вратат македонските граѓани поради тој 1% разлика. Нели вика, еве вака да дополнам прашањето, не требаше членството во НАТО да ја намали каматата? Не требаше почетокот на преговорите? Да, сега ние Да, требаше да имаме 2,5% камата, јас. Да, така. Што Се враќаме на почетокот на она што го имавме како дискусија, треба да бидеме објективни кога говориме за работите. Значи, имаше пред неколку години еуфорија дека е издадена евроврзница по историски најниска каматна стапка во временски период кога каматните стапки на евроврзниците беа негативни, кои што ги издаваат државите и во еврозоната беа негативни каматните стапки. Значи плаќавме на Германија да не ги чува парите, така? Едноставно. Так, да. Во тој момент ние имавме некоја евроврзница која што беше издадена, не се сеќавам толку дали беше 1,5 или 2,5%, и тоа беше навистина ниска каматна стапка, меѓутоа во тој временски период висината на каматните стапки беше негативна. Во овој временски период нормално референтните каматни стапки се повисоки, нормално дека се повисоки каматите. Меѓутоа треба да се биде објективен. Сега дали можело да се избоксува пониска каматна стапка, реално јас очекував дека барем каматната стапка ќе биде во износот на онаа што имавме во 2016 година. Ние имаме за 1% повисока каматна стапка. Зашто е тоа така? Не знам. Значи немаме унапредување во поглед на кредитниот трейдинг. Имаме Исто велат дека кога станува во збор за обврзници многу се важни оние роуд шоуа на кои вие како држава ги убедувате нели инвеститорите да купат. Ние имавме серијал тогаш на роуд шоуа кој што во неколку дена ги одржувавме и во Велика Британија и во Соединетите Американски држави. Бевме во неколку градови. Тоа што падна нели со ова обврзница сега, како ќе го прокоментирате како преседан на европско ниво според многумина беше кажано, затоа што никогаш во историјата не се случило на ваков начин да пропадне една еврообврзница. Па за жал имаме, ова е веќе колку што ми е мене познато, втор преседан. Првиот преседан беше со пришување на писма до инвеститорите, ова е втор преседан во кој што повторно Значи, во низа се пропаѓа преседани. ради некои внатрешни работи на влада. Не, ама ова е тоа. Мислам, Види, тогаш беше малициозно затоа што оде една тактика на спржена земја. Тогаш беше политиканство. Не А беше сега е- политиканство, не, извини. Тогаш беше спржена земја. Ако треба да поништиме земја, луѓето да не добијат Да, плати. ленинизам, колку полошо, толку подобро. Да. Тогаш сега, беше сега тоа. неспособност, предпоставам, или непланирање, што е? Тоа не планирање или недоволна координација или не знам, можеби нарушени меѓучовечки односи. Не можам да навлегувам, не можам да ги знам Како ќе причините. се одрази ова, затоа што прво рекоа не пропаднало, новиот министер ќе потпише, а потоа рекоа дека ќе има нова аукција. Не, мора да има нова аукција. Мора да има нова аукција. Тоа е постапка. Мислите ли дека на Предпоставувам- новата аукција ќе се одрази ова, за да имаме уште понегативна камата, уште повисока камата, односно уште повеќе пари да треба да вратиме и слично? Каматата сигурно ќе биде повисока. Предпоставувам дека истите инвеститори ќе се јават. Постои интерес за инвестирање генерално во македонската еврообврзница.
заради тоа што сепак ние сме држава кој што во изминатиот период немала никакви проблеми во поглед на враќањето на средствата. Инвеститорите се заинтересирани за добра каматна стапка да инвестираат. Голем дел од тие се и пензиски фондови од развиените земји. Да, најбезбедно е точно. Да, но што е случајот тука, затоа што видете се. Оно што ние го имаме како информација, а верувајте, ги имаме најдобрите и најпроверените информации, затоа што за ова не дознавме во Скопје. И затоа му верувам на се ова. Овде во Скопје само се обидуваат да не ги, како да кажам, да направат некаква каша од информациите кои ги објавуваме, а ние ги дознаваме од друго место, не од многу посериозно место, дури не е ни од континентов местото. Што се случува? Процесот пропаѓа, но во меѓувреме има 4 банки кои се гаранти на овој процес. Да. Тоа се Ерсте, Deutsche Bank, Citibank и JP Morgan. И JP Morgan. Ова се JP Morgan се сменило во меѓувреме од ваше време. Овие 4 банки гаранти, нели ги преку нив оди целата постапка, но и на секундарен пазар се истргувани негде околу 80 милиони евра. Некој купил и заведнаш да си ги наплати парите ја препродал. Генерално пари тука не легнале, но сега тоа ќе отвори една светска постапка, затоа што тие што реинвестирале сега ќе си ги бараат парите, тие што препродавале, тие што прекупувале, па и тие што купувале и очекувале нели профит, можно е да очекуваме и судска постапка против нас? Не сум сигурен во таа работа, заради тоа што министерот за правда е тој кој што ја потврдува валидноста на целокупниот процес. Додека не потпише министерот за правда, не може да се смета евроврзницата за издаден. Така да, од тој аспект сметам дека тие ризици во поглед на правни ризици не постојат. Тоа е моje мислење. А во однос на тоа што се препродавало? Ако може микрофонот само да го... Да. Во однос на препродавањето на секундарен пазар, затоа што тоа се случувало. На секундарен пазар може би се тргувало со претходно издадените евроврзници. Не се тргувало со по правилото П плюс 5, односно денот на аукција плюс 5 дена за дореализација, не се наплаќале пари, единствено брокерски камати се наплаќале, но се тргувало. Се работи навистина за комплексна правна материја, не сум до тој степен упатен што се случувало, конкретно не ги знам овие информации, меѓутоа треба луѓето што работат во министерството да си ги проверат тие работи. Постојат и посебни правни куќи кои што ја застапуваат државава, така да и тие најверојатно се многу подобро упатени, заради тоа што издавањата се вршат според правилата на, мислам дека на лондонската или на ирската, не се сеќам каде е издадена сега точно, прецизно. Кои, уште ова прашање те препуштам на ивица. Дали кај овие банки гаранти, затоа што со ова практично им се намалува кредитниот рейтинг. Значи, да ги споменем уште еднаш, Deutsche Bank, Erste, JP Morgan и Citi, но овие 4 банки поради овој неуспех на македонската обврзница, де факто им се намалува како негативен пласман, како негативен инпут, им се намалува за некој минорен процент, затоа што тоа се преголеми системи, но сепак за некој минорен систем процент им се намалува и кредитниот рейтинг. Дали овие банки може Македонија да ја стават во една многу понеповолна ситуација? Па, нивниот рейтинг не може да се намали, иако реално инвеститорите ќе сметаат дека постои пропусти на нивна страна, заради тоа што тие се дел од овој процес на издавањето на евроврзницата. Заради тоа што тие сметаат дека и тие ги провериле сите детали во поглед на тие правни ризици кои што постојат при процесот на, значи го направиле на соодветен начин тој процес на управување со ризик. Риск менеджмент мора да има во секоја работа, така и при издавањето на евроврзницата. И тоа инвеститорите ќе го направат таа доверба или недоверба и во тие кои што партиципирале во тој процес, ќе искажат на начин што ќе бараат повисока каматна стапка која што ќе ја платат граѓаните на Република Македонија. Прашањето околу трошоците, сега да одиме понатаму,
спомна ова, значи банки гарантори, потоа правни куќи, без разлика на целата работа, предпоставам дека тие ќе си наплатат сега за оваа пропаднатава евроврзница. Па, своите услуги се разбира дека ќе ги наплатат. Значи оваа авантура на Димитар Ковачевски веќе не кошташе добри Минимум 5 милиони евра до сега. Па, сега ја во детал не можам да навлезам, не ги знам сега во моментот сите трошоци, треба да се провери, меѓутоа има трошоци, секој издавање на евроврзница ги чини граѓаните, тоа не е едноставен процес, треба да се направи роуд-шоу, се ангажираат банки, тие учествуваат во тој процес, тие се плаќаат, имаме правни застапници кои што учествуваат во тој процес, тие банки ангажираат собствени правни застапници, заради тоа што ризици постојат секогаш, имаме држави во светот кои што издавале инструменти или зимале кредити кои што пропаѓале. Така да од тој аспект се работи за сериозен процес во кој што се вклучени многу институции и сите тие институции, тоа интеракција влијае на тоа како ние како држава ќе бидеме перцепирани. И многу е битно да бидеме сериозни во тој процес, да и ние ги минимизираме ризиците, да ги антиципираме работите, заради тоа што како ние се однесуваме, така и ќе не перцепираат надвор и овие инвеститори, меѓутоа и други инвеститори. Сега не збориме само за евроврзница. И другите инвеститори гледаат што се случува со државата, било кој странски инвеститор кој што ќе дојде овдека, ги гледа тие податоци, се брифира во негова амбасада, гледа дали постојат негови инвестициски фондови кои што инвестирале во наши евроврзници, значи тоа е, да кажеме, една заедница која што има интеракција и која што ги разменува информациите. И сето тоа влијае на меѓународниот углед, кредибилитет кој што го има Македонија како држава. Значи, ева, иако трошоците се значителни од оваа авантура, ако можам така да те парафразирам, трошоците се многу поголеми заради ризик со рейтингот и репутацијата. Секогаш имаме репутацијски ризик од вакви постапки. Значи тоа покажува дека не знаеме да ги антиципираме ризиците и дека имаме некакви внатрешни слабости во овој процес кој што еве ни се повторува. Ова е втор пат како се случи. Да, че мислам дека евроврзница ве претресовме, или? Еве, се обидувам да пресметам доколку за 1% порасне каматата колку пари ќе изгубиме и навистина е шокантно тоа, затоа што 1% на 600 милиони е 6 милиони, нели? Сега, доколку е 6 милиони помножено со 5 години колку што трае евро обврзницата, 6 по 5, тоа е 30 милиони евра ќе изгубиме доколку се зголеми каматната стапка за 1% и 30 милиони евра, почитувани слушатели, не можат да паднат на товарот на никој друг, освен на премиерот Димитар Ковачевски, на владата, која во моментов нели го ја води Македонија, затоа што единствено поради нивниот аматеризам и непотпишувањето од страна на Тупанчевски и разрешувањето и влегување во реформи, во реконструкција во владата на сред, нели, процес, само поради нив се случува се ова. 30 милиони евра, што не се мали пари. 30 милиони евра е клиничката болница во Штип. Тоа е, толку требаше да... Ја губат во еден ден. Како коцкари. Знаете она коцкар кој ќе влезе во еден ден да изгубиш 30 милиони евра е навистина лошо. Одиме со еден краток блок на реклами, почитувани слушатели, по кои ќе се вратиме за другите актуелности, затоа што ова е само еден од проблемите на македонската економија. Пак те фати црвено светло. Честитки. Што туку придонесе кон загадувањето на воздухот во Скопје за близу 19 грама јаглероден диоксид. Замени го возилото со возење велосипед или пешачење и придонеси за здрав живот и чиста животна средина. Активноста ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, поддржан од Шведска преку Програмата за развој на Обединетите нации. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/TS Aerodrome.
High up to the sky, so high to the heaven. Wish to be far away from my place. Covered with your memories, your sense on the streets. How can I forget? Go out of my head. Reflection of your eyes into the water, affection so sad to understand. This is your land, this is your time. Reflections of body in the shelter. Reflections, your eyes into water, affection so sad to understand. La 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 la. La 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 la. Reflection of your eyes into the water, affection so sad to understand. This is your land, this is your time. Reflections of your body in the shelter. They said you're wrong and down for the song. They said your love is gold, too good for devotions. Covered with your memories, your sense on the streets. How can I forget? Go out. Слушателите гледам дека барат да смениме песната, не им се допаѓало оваа што иде на пауза. Ние навистина им се извинуваме, но за вкусови не се дискутира. Нашиот вкус е малку по-прогресивен, ќе ни простите, нели, за нашите музички сваќања, доколку не се совпаѓаат со вашите, тоа е индивидуална Не, ово категорија. последно беше прогресивно-агресивно, така што тоа е знаеш проблемот. Премногу е рано са бајле. Не, па баш на Сабајле треба вака по-енергична музика за да ги расунуваме Но само слушателите. Лјупчо ти дадам една идеја, имајќи предвид интересов кај луѓе во сферата на финансиите за оваа тема, може би не е лошо вака да понудиме ети некој производ или пак барем да внимаваме на гости од оваа сфера, затоа може што интересот дури и не само друго, уште една работа. Луѓето што работат во финансискиот сектор веќе се будни кога ја ети емисија. Да, за разлика од политиката, интелектуалната и така. може да направиме еднаш во неделата да биде Espresso Finance. Може. Значи, ова е гледам дека од преска со банкари се допишуваш, тоа е добро, значи и нас ќе ни го згоремиш како компанија кредитниот рейтинг. Затоа што Македонија така се зголемува кредитниот Пиеш кафе рейтинг. за банкари, така. Пиеш кафе со банкари. Наш гостин ово утро, поранешниот министер за финансии Кирил Миновски, досега имавме одличен разговор поврзан со еврообврзницата, но тоа не е единствената тема која ја мачи Македонија. Миновски, Македонија има огромен буџетски дефицит. Тоа е приметливо и постојано доспеваат долгови, постојано дури некако може оние кои се разбираат, не велат нели дека ќе банкротираме, но велат дека сме во многу сериозна ситуација со ликвидноста во државата.
И покрај најавите дека ќе се намалува буџетскиот дефицит, дека ќе се почитуваат фискалните правила, тоа се 60% јавен долг, буџетски дефицит до 3%, ние во континуитет во овој временски период имаме висок буџетски дефицит и оваа година тој е проектиран на високо ниво над овие фискални правила, мислам дека околу 5, неколку проценти беше проектиран. Тоа значи дополнителен долг од некои си 600 и 660 милиони евра на годишно ниво. Очекуваната стапка на раст беше проектирана некаде на 2,9% согласно на оние проекции, меѓутоа прочитав, мислам дека беше вчера или завчера, дека ЕБОР смета дека во нивните анализи дека растот за оваа година би бил некаде околу 9%, околу 2%, тоа значи дека веќе имаме разлика од 0,9 во она што е проектирано и во она што реално ќе може да се оствари. Ако се има во предвид висината на буџетскиот дефицит, Извини, дали инфлацијата се пресметува во овие 2% или тоа паралелно? Не, плюс дополнително инфлацијата, тоа покажува Дека сме во рецесија. Во рецесија сме во не само ќе бидеме во рецесија и во 2023, а меѓутоа и претходно. Тоа значи дека ние го живееме тој феномен на стагфлација, каде што имаме ниски стапки на раст, имаме висока инфлација, имаме високи буџетски дефицити, така да имаме воедно и други негативни трендови, имаме тренд на намалување на индустриското производство. Да им објасниме на слушателите, затоа што не се сите економисти, дури мислам и дека иако банкари Ивица вика не слушале, дека мал процент се економисти. Во теорија. Обично кога има инфлација, односно инфлација зголемување на цените, тоа не е јасно на сите, има и зголемен раст, затоа што зголемувањето на цените, тој профит, тие пари се префрлуваат и на другата страна. Номинално, да, се префрлуваат и на другата страна. Овој феномен кој ние го живееме, феноменот на стагфлација, значи дека инфлација има, но економски раст нема. Може ли да ви го објаснам најпластично овој феномен? Овој феномен најпластично викаме зголемена минимална плата, значи луѓето имаат повисока минимална плата, меѓутоа пред година дена 1 литар тетрапак млеко чинел 40 денари, а денеска чини 80 денари. Кога ќе излезе потрошувачот ќе напушти касата на супермаркетот, номиналното зголемување на неговата минимална плата ќе види дали му го подобрило животот или дали влијало на намалување на неговиот стандард. Така и на државно ниво. Тоа е стагфлација. Формално бројките кажуваат дека растеме, а во реалноста ние губиме од економскиот субстракт, од базата, заради тоа што има инфлација и заради тоа што нарастот е премногу низок, а долговите, задолжувањето е поголем. Например, ако се задолжуваме ние за 6,5%, а растот ни е 2%, што говори тоа? Имаше дебата Апсолутно. Имаше дебата низ медиумите, Кире, дека тоа е губење на пари. Еден дел од економистите тврди дека најчесто вие што се блиски до владата, дека инфлацијата ја следи онаа базична инфлација која што увезуваме од Европската унија. Меѓутоа има и гласини, меѓу кои што професорот Реко Славевски, кој што велат дека е повисока. Покажуваат, сите податоци покажуваат дека ние имаме највисока стапка на инфлација и во регионов, а да не говорам во споредба со она што е во еврозоната. А имајќи предвид дека имаме фиксна тоа го објаснуваат, нели, цело време имаме на некој начин користење на некои аргументи дека инфлацијата е увезена. Да, за дел од производите имаме увезена инфлација, меѓутоа реално ако се следи каква е стапката на инфлација во Македонија во споредба со сите земји во регионот, таа е највисока. Највисока. Во 2021 беше највисока. Тоа што покажува? Тоа покажува дека треба да се превземат определени мерки за да таа состојба се нормализира. Тоа е сет на два вида на мерки. Едниот е монетарни мерки, другиот е во фискалната сфера. Во монетарната сфера што се прави? Се зголемуваат каматните стапки, референтните каматни стапки. Што ќе угуши економијата. Тоа, значи,
прави проблем во поглед на тоа што парите стануваат скапи и го дестимулираат процесот на инвестирање. И нормално ако се парите скапи, тоа значи дека производите и услугите се поскапи, а тоа значи дека некој треба да ја плати таа крајна цена. Ако се повисоки крајните цени, тоа значи дека животниот стандард ќе биде намален. Тоа е тој концепт. Вториот вид на мерки се фискални мерки, за да се види дали реално овие зголемувања се реално базирани или постојат определени монополи, олигополи, не знам, увозничко лоби, некакви производители на стратешки производи кои што намерно ја користат оваа ситуација и собствените проблеми во продуктивноста ги пренесуваат на крајниот купувач. Значи, не знам, лекарава не била рентабилна, не е работела, немала продуктивност, меѓутоа ја зголемила цената на 80 денари и со тоа се покрива сите своји недостатоци во работењето. И за тоа се необходни инструментите на државата, не само репресивните, туку неопходен е оној јавно-приватен диалог кај што ќе се седне со приватниот сектор, ќе им се објасни целокупнава ситуација, ќе се изнајдат решенија, заради тоа што на крај ова е систем на врзани садови, во кој што на крај цената сите ќе ја платиме. На краток рок некој може да добие, меѓутоа на долг рок ќе изгуби. Тоа е тоа, мислам, едноставно ние живееме во едно општество, а општественото живење може ли затоа што обично кога има вакви ситуации, вакви проблеми, тие се трупаат и во даден момент настанува крах. Можно ли е да очекуваме крах? Тоа види, можно е во повеќе сектори. Например, еве, конкретно со овие високи каматни стапки, голем дел од овие кризи кои што настанува, да кажем и азиската криза од 97 година, го видовме тоа и во Грција од 2008 година, беа врзани со секторот за градежништво. Еве, ние гледаме, нели, градежништвото е една од гранките која што е доста застапена, што високите камати може да значат и во даден временски период да предизвикаат оној бабл кој што е познат во градежништвото или балон, да кажеме, на кој што може да се издува, да се издише. Таква ситуација, заради тоа што се градат недвижнини со интенција дека ќе се продадат, цените растат во континуитет и на крај се случува а тоа се средства сепак во објекти во недвижнини. Тука ликвидноста е помала, не се тоа пари кои што се ликвидни и заради тоа настануваат кризи. Да, особено во градежниот сектор и особено во Скопје, мада и другиве градови не се исклучени. Во Кавадарци во овој момент е до 200 евра квадрат. Ова е шокантно за многумина, но мои пријатели купуваа станови во Кавадарци. Добро, станува збор за македонскиот Манчестер, нели, затоа што сум од таму, но сепак станува збор за град надвор од Скопје. Таму има стигнато квадрат од 1000 до 1200 евра, зависи нели до локацијата. Во Скопје веќе во стари град би се продава 1400-1500 евра квадрат, новите згради си 1600-1700, барем говориме за овој дел, аеродром, центар и така натаму. Кисела вода си 1400, навистина високи цени имаат стамбениот простор, а не гледам некоја огромна потреба од станови. Тука има две работи. Државата треба да има концепт со кој што ги интервенира пред се кај овие најголемите проблеми со кои што во моментов се соочуваме се демографски проблеми. Како тие млади луѓе и млади брачни парови ќе бидат во можност да купат стан. Доколку имаме ваква ситуација на пазарот на недвижни, значи државата си наоѓа инструменти да интервенира, да гради повеќе преку ПУИК, преку јавното предпријатие во Скопје и во другите градови, со што ќе се намали оваа цена или ќе се овозможи на дел од категориите да добиваат станови по поволна. Тоа е исто врзано со демографијата и тоа беа сет на мерки кои што мислам дека во претходниот период ние ги имавме. И тоа го правиме. Политики, ако не се лажам, купи куќа, купи стан, оние типски населби кои се правеа за куќи и така натаму, може да очекуваме пукање на градежниот балон? Генерално, јас сметам дека овој тренд кој што го имаме овдека е нереален. Дека ваков пораст на цените на недвижнини е нереален. Втора работа, државата мора да превземе мерки. Тоа веќе дел од државиве го размислуваат, мислам дека и во Хрватска имаше интензивни, за да се сруши така нареченото рентиерско однесување.
тука во тој сегмент може да се размисли за одреден вид на даноци, не знам, данок на имот. Како тие кои јас сум приврзаник на рамниот данок во делот на персоналниот данок во понатаму на ниски даноци во поглед на ДДВ, меѓутоа во поглед на данокот на имот треба да се размисли на кој начин ќе бидат оданочувани. Извинете, еве на пример, доколку една 4 члена фамилија поседува 7 стана, ќе дефинитивно немаат потреба од 7 стана, тоа значи дека тие дел од тие станови, односно 6 од тие станови не се луксус, се бизнис. Да. Знаеш? Не, јасно, треба се даноци, сега чим се бизнис, еве ова е бизнис, ја на секоја фактура имам 18% ДДВ. Ме разбираш? Рентиерското однесување прави штета на економската Кога активност, нешто е дестимулативно на економската И активност. создава трутови. Да, Што се- да, и тука треба да се превземат мерки. Сите овие мерки, значи тоа треба државата да ги антиципира овие работи, да ги решава. И све ова влијае да овдека имаме олигополи, да имаме ситуација да цело време се наоѓаат, на пример, објаснувања увезена инфлација. Не е увезена инфлацијата целосно. Има елементи кои што влијаат, меѓутоа ние имаме и наши слабости заради тоа што има овдека определени групи, центри на моќ кои што можат да на крај својата неефикасност или монополистичка позиција да ја префрлаат на граѓаните. И тука е државата со нејзините инструменти треба да влијае на заштита на стандардот на граѓаните. Так. Денес имаме ден на протести. Еве ги цитирам колегите од Телма ова утро, имаат вест од пред 8 минути, велат: револт од неисплатените јануарски плати попладнево ќе го искачат лекарите на ГОП 8 септември, ќе протестираат во кругот на болницата за време на паузата. Последното предупредување до фондот и од клиниките: ако денеска не им легнат пари на сметка, здравствениот кадар во среда излегува на протест. Не е познато дали фондот успел да ги собере податоците од сите јавни здравствени установи за да може да ги исплати. Во меѓувреме се погласни се владините убедувања дека пари има, но односно ќе се активира државниот трезор. Што значи ова активирање на државниот трезор? Еве, ова ми е многу интересно. Велат пари има, ќе се активира државниот трезор. Од каде ни ги даваа до сега парите преку фондот за здравство? Не е државен тој трезор, што се случува таму? Јам дека се смеете, верувам дека... Не знам, малку овие, не знам од кај го читате ова соопштение или ова е новинска информација, малку... Нема постојано и од владата ова дека ќе се активира државниот трезор. Ова го кажа и премиерот директ Димитар Ковачевски. Оди некој влегува, вади пари кеш, не знам што. Како текнува со оние стрипчиња во Микиев завен со Паја Паторот влегува да се бања у пари. Да, многу ми е ова симптоматично. Па колку што јас сум упатен, тука станува збор за друг вид на проблем. Тука имаме проблем со изгубени податоци. Колку што сум информиран, Што заклучени? Имаат проблем со упат во системот на фондот за здравство, што повторно на површина вади една друга тема. Таа е темата на безбедноста на податоците. Значи, безбедноста на податоците кои што ги прибираат државните институции. Тука треба да се види, не знам, не слушнав дали има реакција и од ова што е Агенцијата за заштита на јавни податоци, дали има до сега некакво соопштение? Не сум... ние имаме тело во склоп на Агенцијата за електронски комуникации која се бави со сајбер безбедност. Значи, и многу интересно што вчера за Код гледа вечерта, од тоа тело од институцијата која се бави со сајбер безбедност рекоа дека од фондот за здравство досега до нив не пристигнала никаква пријава. Дека тие кои се бават во земјава со сајбер безбедност и анализа што се случува, како се случува, тоа се сериозни нели тематики, нив не им пријавиле, они од медиуми дознале дека е хакиран фондот за здравство. Ова покажува една крајна институционална неодговорност. Значи, институцијата која се бави со сајбер безбедност до денес, 22.2023 година, скоро цел месец по хакирањето, не е известена дека се случило хакирање. Тоа е прва забелешка. Втора исто така сериозна забелешка е дека
Постои компанија, се вика NextSense, не ја познавам компанијата, немам намера ниту да ја напаѓам, ниту да ја фалам, ниту ништо, само ја нотирам, која годишно наплаќа околу 180.000 евра од Фондот за здравство за да го одржува овој систем. Веројатно и сајбер безбедноста е нивна одговорност, колку што е одговорности на Фондот за здравство со нивниот внатрешен IT сектор и нивните внатрешни бази на податоци. Така што ние не видовме досега сериозна анализа што значи овој сајбер напад, кој е одговорен за него, што се случувало и така натаму. Тоа е главниот проблем. Ова прашање, мислам дека е едно од најкритичните прашања. Може би овој пример со Фондот за здравство илустративно го покажува, меѓутоа не знам каква е ситуацијата и во другите државни институции. Прашањето на сајбер безбедност е едно од најприоритетните прашања во овој сегмент и пред се тој е значаен за нормално функционирање на сите институции. Неопходен е соодветен пристап пред се во поглед на спроведување на соодветни стандарди и протоколи во поглед на заштита на податоците и стандарди за безбедност. Еве конкретно имав ангажман, работев на еден проект во рамките на Турското Министерство за финансии, таму се имплементирани највисоки стандарди за безбедност на податоци. Тоа е еден стандард ISO 27001 и институциите работат по тие стандарди. Значи, Нема сигурно има специализирана институција за сајбер безбедност. Па нема, кај нас не постои таква институција. Не таму кај нив. Па има такви институции, меѓутоа мора да бидат запазени сите стандарди во рамките на сите институции. Тоа е заради тоа што од една страна ние ја форсираме таа дигитализација, меѓутоа од друга страна која што нормално има низа предности и во поглед на транспарентност и во поглед на ефикасност, меѓутоа ова е клучно прашање. Клучно прашање, сметам дека и со тоа што станавме земја членка на НАТО и НАТО има определени стандарди во поглед на безбедност на податоци. Може да замислите што би се случило Министерство за внатрешни работи или Министерство за одбрана да имаме протекување на информации. Нема, овде има уште почувствителни информации. Зошто? Оној кој успел да ја собере, прво, несериозноста од страна на изјавите дека не се украдени податоци. Ако ви имате хакерски упад внатре и ви ги заклучиле податоците, не може да знаете, тоа го чувме од професор на електрофакултет или на Финки, сега не можеш, нема шанси да знаеш, нема шанси да не ги украле податоците, че им влегле внатре. Таму има податоци за секој од нас. За здравственото досие на секој. Не само тоа, доволно е што има матичен број, доволно е што има име и презиме. Значи од секој од вас може да злоупотреби да ви украде идентитет. Дека да знаеме дека во Словенија должиме нека 200.000 евра. Да. Може некој брзи кредити по свет да зима со вашите податоци, да речеме, доколку. Едно од најголемите прашања фирма може да ви се разија прашањата на така наречени big data или на големи податоци е едно од клучните прашања за кои што се збори изминатите 10 години. Такви податоци, значи овакви податоци со оваква база, со помош на некакви алатки за, не знам, вештачка интелигенција, лесно може да прават профили на луѓе и да се користат за различни намери. Ја тоа го учам во моментов со машин лернинг, го спомна НАПО, нели така? И сега зборуваме за значи шефови на македонска војска, полиција, разузнавање. Некој значи ги има податоците од што се лечат, какви лекови земаат и така натаму. Тоа види, тоа се пресериозни работи, нели? Да. Значи системот на НАТО, еве ако речеме така, колку делува чудно, меѓутоа точно кога и мала земја е дел од тоа, така. И сега некој таму може да тргува со податоци врзани со здравствена состојба на наши врвни раководители, така ли? Па, еве да се вратиме од нас повторно ова ќе го ставам во контекст на една друга работа, а тоа е пак финансиите. Значи, во дел од државите, во Соединетите Американски држави постојат така наречени и се викаат data furnisher, кои што тргуваат со податоци за да се одреди кредитниот рейтинг на еден поединец. Во кој што покрај овие што се податоци од официјални извори имаат и од тие furnisher во смисла како се однесува поединецот, дали има криминално досие, дали е болен од рак, дали не знам склон кон и хазардни игри и сето тоа на крај се сумира и се креира еден профил.
Сега вратено на нашиот случај, со оваа база ние ги имаме сите 2 милиони жители на Македонија, нивните здравствени досиеа на сите лица на различити позиции кои што може да се искористат за различити намени од оние кои што ги поседувале. Миновски, да не го заборавиме и социјалниот елемент од се ова. Тоа е дека, иако работи во сериозна компанија, супругата моја утрово отиде да земе крв и побара да плати приватно, затоа што не функционира фондот за здравство. Истото се случува со сите граѓани кои се обидуваат да стигнат до здравствени услуги. Истото се случува со лекарите кои се уште немаат земено плата. Ај една контратеза, Лјупчо. Шо? Вака само размислам, ова го нафалам, и ја давам 5 после дека ова е точно. Дали овој потек е намерен и дали е чекор кон потполна приватизација на здравство? Зборам за партија која што нема што не сака да приватизира. Ова се лесни пари за нив. Овако добиваат проток. Да не видим проток на пари, така? Приватно ако се укине јавното здравство и јавните здравствени фондови. А од друга страна, кој страда? Граѓанинот. Ке има нагл пат на животниот век, раст на здравствената услуга и пат на стандард. Ова го ставам на маса. Значи, имаме партија која што се сака да приватизира. Види, Соединетите Американски држави го напуштаат концептот на приватно здравство со овие Обама-кеар, кои не ги тргнаа ни републиканците, исто здравствената заштита се зголемуваат држави кои Чиле исто ретерира од приватно здравство. Јасно дека имам работа со алчни луѓе кои ние во 2022 ќе го приватизираме здравството. Види, 23 не ми дело тоа далеко од вистината. Еве гледаш, наместо да направиме програма Електрани на Македонија Елем, сега да биде тој што ќе прави фотоволтаици, ние богатиме некои семејства, меѓу кои што и тие блиски до премиерот. Не блиски до премиерот, неговото семејство директно. Не е близко тоа до премиерот. Тоа е семејството на Димитар Ковачевски. Каде има највеќе, кој е вака последно големо нешто кое што не е влезен приватниот капитал, здравството и пензиите? Не, добро, влезен е, има 2-3 сериозни приватни болници. Зборуваме, ова е земја која што сепак. И што сега некој ќе отиде и ќе купи гинекологија, така? Не го зборувам. Фондот од јавно здравство одиме во приватно здравство. Ова, го ставам на маса чисто, како дилема. Види, сомнежот е заснова. Имам сомнеж. Миновски, мислиш дека можна ваква авантура да постои? Не знам, не можам да шпекулирам на вистина дали постои ваква можност. Меѓутоа генерално, иако нели карактеристично за капиталистичкиот систем е приватната собственост, меѓутоа кај нас се отиде во екстрем и сметам дека не се искористуваат потенцијалите на така наречениот модел на јавно-приватни партнерства, понатаму не се заживеа акционерството, како е, а со тоа и тргувањето на државата, каде можеа да се направат, да се искреираат, например, да се исправат дел од грешките направени во процесот на приватизација, па не да се направи, да кажам, поддржавување, меѓутоа државата да го најде својот интерес, да биде гарант во одредени клучни сектори. Например, тоа може да биде секторот за енергетика, каде што ќе се креираат нови компании во кои што и државата ќе биде гарант и ќе се приберат пари од институционални инвеститори. Во поглед на фондот сметам дека е нереално да се говори за, да кажеме, може од аспект на услугите да им звучи атрактивно на граѓаните да имаме сите ние приватно здравствено осигурување со оглед на тоа дека во јавното здравство има сериозни проблеми и во поглед на инфраструктурата и во поглед на кадрот. Меѓутоа секоја сериозна држава мора да има јак систем на јавно здравство. Без постоење на силен систем на јавно здравство и јавна здравствена инфраструктура имаме проблем со здравието на граѓаните. Се уште во Македонија најсложените зафати се во јавното здравство. А здравието на граѓаните и на работната сила е еден од основните фактори за економски развој. Според Светски економски форум, значи една од клучните кога се мери конкурентност на економија, здравието е фактор. Ја да ви кажам најискрено, ја имам толку едноставна дефиниција за тоа колку една земја е добра, само врз база на два параметри.
Прво, здравство, второ, школство. Затоа што без се друго, сите други сектори можеме нели да ги развиваме. Звучиш како Зинго 96-та на локалните избори. Ама не, ама ама види Зинго бил зборува за вика за Југославија. Имавме школство, имавме Ама здравство. види, Зинго може да му се најдат милион забелешки, но не може да му се забележи дека не бил изузетно паметен човек. Не, тоа Зошто никој го тврдам ова? Затоа што се друго може да се гради моментално, може да се смени во краток временски период. И ти можеш во финансиски сектор да направиш реформи во една година, да речеме. Во здравство и во школство процесите се многу подолги. Ти тоа што го правиш сега, резултатите ги гледаш за 7-8 години, да речеме. Токму затоа здравството и школството се важни тематики, затоа што тие се стратешки важни покрај нели безбедноста, еве третата сектор ќе ја кажам, за едно. И затоа треба да бидат јавни. Не, сеопфатна стратегија е неопходна заради тоа што ако имаме здравство, школство и безбедност без соодветни финансиски средства, тие не може да функционира. Значи нашиот проблем е што ние немаме стратегија, не знаеме во која насока се движиме во сите сфери, еве и во сферата на економија. Која е моменталната стратегија? Што развиваме? Дали ја менуваме структурата на индустријата? Да. Дали ја менуваме структурата на економија? Вас како влада на ВМРО ТПМН да ви се најдат многу забелешки за работењето, за дел корупцијата, за судството, за правдата и така натаму. Но она што не може да ви се забележи е дека вие едноставно во делот на економијата имавте визија, имавте стратегија. Не знам. Привлекување на странски инвестиции се работеше напорно и ги гледаме резултатите до ден денес во топ 10 најуспешни компании во Македонија кои со најмногу вработување и со најмногу придонес во бруто домашниот производ, 3 или 4 се од овие странски инвестиции. Живнаа градови како Кавадарци, живна Бунарџик, токму поради тие странски инвестиции. Внатрешната економија, тие имаат добавувачи, се разви тоа и така натаму. Тоа беше една од стратегијата. Нема тогаш, нема нова инвестиција. Да. Во смисол дека и ова што инвестиција на вие што се веќе тука. Да, реинвестирање, тоа За данок да не плаќа, тоа е реинвестирањето. Имаше систем кој што се изгради, во кој што се вложи, а тоа е системот на привлекување на странски инвестиции и проблемот кај нас е што не треба секоја влада да почнува од нула, туку тоа што е добро да се надгради, да се искористи ресурсите. Ибраимовски и Љубе Бошковски го прават. Тоа мислам стварно немам ништо, луѓе си они се окей, нек си имаат работа, ама стварно не може едноставно. Нас ни треба стратегија и решенија надвор од она што викаат англичаните, американците out of the box, нестандардни решенија. Тоа го покажувало примерите и со други држави кои што во критични моменти наоѓаат нестандардни решенија кои што возможуваат развој на државата. Еве Сингапур. Нестандардни решенија се применети. Да, јасно. Така да тоа е неопходно. Со тоа што дека нас мора да се внимава и на фактот дека сепак сме европската интеграција дава некои рамки, нели? Точно. Па дава рамки, меѓутоа дава и можности. Така. Дава и можности. Ние и тие рамки кои што ни ги даваат, ние не ги користиме. Значи, реално кажано, е ограничување, меѓутоа нуди низа предности. Заедничкиот пазар нуди предности. Да, ако ние се организираме на соодветен начин и ако водиме сметка многу повеќе за општиот интерес, мислам дека може да се направат. Може ли да очекуваме дека ова влада, еве политички гледаме дека со низа на калкулации преживува. Излегуваат, едни влегуваат, други бројката им е ниска и не е тоа никое големо парламентарно. Карусела е, знаеш. Мнозинство, да. Може да им честитаме колку си извонредни да ги играат тие беси, алијанси, нели, алтернативи, дуиња и така натаму. Тука имаат една неверојатна вештина, све да им дадат за да останат на власт. Тоа е вештината генерално, малце коцкарска. Но прашањето ми е Миновски, политички еве ги пак ќе преживеат на еден или на друг начин. Но може ли да почувствуваат толкав економски шок до крајот на годината, што дури може да бидат и срушени? Затоа што видите,
Тоа дали овој пратеник ќе гласал вака или онака во собрание е минорно, доколку потреба уште месец дена со фондот за здравство, може да замислите луѓето како ќе се чувствуваат во државата. Па сега, според мене, ако некој владе, треба да има некаков концепт за владење и треба да има некои вредности кои што сака да ги промовира и кои што на крај ќе донесат до некаков бенефит на најголем дел од општеството. Воспротивно, владењето не гледам цел на некакво владење. Во тој случај задоволување на некаква лична потреба, дали е таа материјална, финансиска, моментално желба за моќ, така да тоа е некое мое размислување. Во поглед на тоа дали ситуацијата до крајот на годината може да биде толку катастрофална за да имаме немири, искрено кажано не верувам, иако граѓаните живеат се полошо и полошо, може да постојат вакви проблеми доколку ете во врска со нефункционирање на државни институции, ако има проблем во поглед на исплата на плати, па евентуално да ја има некакво незадоволство. Причините, кои се причините се што граѓаните веќе не веруваат дека државата на организиран начин може да им ги реши проблемите, се чувствуваат препуштени сами на себе и секој индивидуално бара решение. Тоа решение најчесто се сведува на одење во странство. Ние имаме веќе сериозни демографски проблеми каде што луѓето не можејќи да чекаат да некој на организиран начин ги реши проблемите, заминуваат и најчесто трајно ја напуштаат земјата пред се од екзистенцијални причини. А ова значи со фондот ти го оценуваш како неодговорност во владењето. Па тоа е по дефиниција е лошо раководење. Лошо раководење. Неопходно е, тоа се стандарди кои што мора да се применат во сите државни институции. Безбедноста на податоците и на IT системите, мислам дека е едно од клучните прашања. Видете сега вака да бидеме објективни за земја со financial awareness, финансиска свест и економска свест, какви што имаме. Претежно имаме и во Азија, имаме и на Запад, каде што популизмот е малку помалку важен од реалното живење. Ова со фондот за здравство сериозно ќе ја разнишаше владата. Ова со еврообврзницата можеше да значи крај на владата. Вака да бидеме искрени, за вакви некои глави да си стракалаат. Да. Барем ќе беа разрешени онака едно 17 функционери од директори, раководители ќе ги изваде вака со име и со презиме кој е разрешен еве за овие два сериозни кекса. Кај нас некако поинтересно ни е да се бави јавноста со првите сексуални искуства на некого од да се бави со ова. И тоа ми е многу трагично, затоа што луѓето не сваќаат дека еве со 1% пресметавме, губиме 30 милиони евра во еден ден со еден неподпис или подпис. 30 милиони евра. Знаеш, види, конечно сме блиски до Америка со ова. Со кое? Па и американската јавност не се занимаваш со таа актерката за филмови за возрастни која што наводно имал однос со Трамп. Не, види, американското, но американците се бавеа и со Херви Вейнштайн, но американците секојдневно, тоа е држава во која што големите финансиски потреси со години се потоа топ тема во јавност. Знаеш? И ова ќе остане топ тема, не верам дека еве гледаш колку години помина од евроврзниците, Кире? Па поминати се 5 години. 5-6 години. Ама кој ја спомнал во изминатите 6 години? Кој направил документарец за ова? Знаеш, тука ми е мене некако... Па ние имаме забранети филмови и серии. Премалку сме сензибилизирани за овие навистина важни работи. Барем тоа е некој мој впечаток. Па луѓето се соочуваат секојдневно со екзистенцијални проблеми, така да не можат све да пратат и не можат да често пати како резултат на она што им го пласираат масовните медиуми се дефокусирани на некој начин од главните работи. Во суштина клучното прашање кое што кај нас во моментот го имаме е прашањето на
практиките на добро управување со институциите. Ние имаме аномалии во други држави, имаме и во земји членки на Европска унија, ни тие не се идеални во поглед на, не знам, на имаат аномалии во поглед на корупцијата и во поглед на функционирање на дел од институциите, меѓутоа она што е најбитно е дека на ниво на институции сепак се далеку пред нас и ги имплементираат стандардите за добро управување. Постојат меѓународни стандарди, практики за добро управување во јавниот сектор. Значи постојат стандарди. Тие реформи се отпочнати уште некаде, мислам дека 2014-2015 имаше Сигма програма. Ние треба само да ги имплементираме тие стандарди во институциите, да ги применуваме и со тоа квалитетот на работењето во институциите ќе се подобри. А доколку имаме ние добри практики на управување, нема да ни се случуваат дел од овие работи. Значи клучот на функционирање на една држава е постоење на добри институции кои што професионално ќе обувуваат својата функција. И тоа е една од работите кои што ги ја прави разликата помеѓу државите. Да, генерално доброто владење, генерално овие важни теми се многу голема реткост и за крај ќе да им пресметаме на граѓаните со 1% зголемување на еврообрзницата ќе изгубиме 30 милиони евра поделено на 1.836.713 луѓе. Ќе им веруваме на последниот попис дека волку луѓе живеат во Македонија. Тоа значи, почитувани слушатели, дека секој од вас ќе изгуби по не се малце овие евра, значи 30 милиони по 20 и нешто евра. Секој од вас губи само затоа што некој изгубил, денес ви земале 2000 денара. 2000 и нешто. Само поради нивната неодговорност. Мислам дека многу повеќе не земе во овие 6 години. Па не во овие 6 години. Не, ова ти зборам во една минута, само подписов. И селувањето кое што се случи резултати на фактот што овдека се случи некои работи кои што беа незамисливи за граѓаните. Една држава се откажа од одбрана на државност. Преспански договори Бугарија едно друго. Нека делува лудо. Не е само економската перспектива. Перспективата која ќе уништиш дека овдека има државност, држава која што се бори за себе, се случуваат вакви. Не, имаше една, се сеќавам, имаше еден статус на една паметница македонска која доаѓаше од оние, нели, од ајде да не кажем се. Ото вие ќе поднесува кривична причина. И вика, госпожата вика, кога детето ќе ви побара пари и млекото ќе биде двојно зголемено, вика, кажете му дека вие сте го бранели името. Еве, не го одбранивме името, млекото се зголеми за повеќе од двојно, така што кога немате пари млекото да купите млеко за вашето дете, кажете му, сине, ама барем во НАТО сме. Мислам дека тоа ќе му помогне. Па добро, млекото е поевтино во дел од земјиве членки на НАТО. Например, сега во Грција имаме поевтино литар млеко него во Македонија. Па тоа е затоа што во Грција има веројатно повеќе краварство од кај нас земјоделието го Ама види, без, значи види, ти можеш да развиваш IT сектор колку сакаш, ама без краварство нема млеко у продавница. Сега на запад и краварството е дигитализирано во голема мера. Да, можеш преку Android да ги пасиш кравите и така натаму. Кирил Минушки, ти благодарам, на крај малку и на шала ја фативме работата, ти благодарам многу за твоето гостување ово утро. Се надевам дека успеавме на слушателите барем малку да им доловиме со што се соочуваме. Ви благодарам за поканата. Се надевам дека и во иднина ќе ги продолжиме овие дискусии. Апсолутно, почитувани слушатели, по предлог на Ивица Боцевски, управниот одбор на Радио Лидер, состоен од мене, неделава ќе заседава токму за идејата да направиме Espresso Finance еднаш во неделата, каде што ќе иако англицизмите не му се допаѓаат на колегата Боцевски. Кажав и зошто е.
Мора да бидеме во тренд, мора да... Не е тренд, Селендра е, тоа ти кажам. Добро, тренд се, е тоа нешто друго. кај вас у Карпус 4 е таква перцепцијата, кај нас Тоа што сме глобализирани. е малку различно. Да, вие излагате со тренерки во долниот дол на панталоните. Па дури и на кај центар одиме во тренерки, ако веќе Затоа и центар се вреѓаме. Сериозна идеја и мислам дека на Македонија и фалат сериозни економски емисии и каде што барем вака пластично, каде што се објаснува за народот. Така што ова е сериозен предизвик ќе ни биде. Почитувани слушатели, денес е 20 февруари 2023 година. Точно е 9 часот и 17 минути и време е за крај на Еспресо со Златев и Боцевски. Нова радио главен уредник сум јас, Лјупчо Златев, и автор на оваа емисија сум заедно со Ивица Боцевски. Ово утро техничката реализација беше на Димитар Митровски и Јордан Чулшевски. Останете со 107,4 и немојте да заборавите една работа. Ништо не смее да ве потресува повеќе од трошењето на вашите пари. Се друго што гледате во медиумите е своевидна пропаганда, е своевидно насочување на работите надвор од она што се нарекува јавен интерес, надвор од пристојноста и надвор од достоинственото живење. Ние како медиум не планираме да влегуваме во калта, затоа што калта не е за нас едноставно. Ние сакаме да се бавиме со јавен интерес, а ова што се говореше утрово на Радио Лидер е токму ова е јавен интерес.